Десетина пријави за нарушување на изборниот молк, 20 објави на социјалните мрежи со повик за гласање за одредени кандидати, регистрира Министерството за внатрешни работи. Председиштето на МВР е Маја Стојановска. Маја, има и приведен. Што се нотираат надлежните досега? Бубе според Министерството за внатрешни работи, вториот круг од локалните избори за сега се одвива во една мирна, фер и демократска атмосфера на територијата на целата држава, без нарушување на јавниот ред и мир и без поголеми неправилности. Она што го добивме последно како информација од МВР е тоа дека на неколку места имало пријави за агитирање при гласање, но полицијата тие се уште ги истражува, па така тие се уште не се потврдени. Како што напомена ИТИ, имало и 10 пријави за нарушување на изборниот молк. Исто така имало пријави 19 објави од социјалните мрежи во кои што се сугерирало за гласање за одреден кандидат. Како што спомена ИТИ Бубе, има и едно приведено лице. Станува збор за лице кое што сликало кочан од изборни ливчиња на избирачко место во општината Шуто Оризари и како што соопшти од полицијата, тие работат на целосно расчистување на овој случај. Секако повеќе детали да слушнеме од портпаролот на МВР. До 7 часот денеска, односно до отворањето на избирачките места, регистрирани се 10 пријави за нарушување на изборниот молк, од кои по 3 на подрачје на СВР Скопје и СВР Охрид, 2 на подрачје на СВР Штип и по 1 на подрачје на СВР Тетово и СВР Битола. Регистрирани се 19 објави на социјалните мрежи за време на изборниот молк, кои се однесуваат на повик за гласање на одредени кандидати. Во текот на вчерашниот ден регистриран е настан за фотографирање кочан со гласачки ливчиња во Основно училиште 26 јули во општина Шуто Оризари, при што приведено е едно лице и се преземаат мерки за расчистување на настанот. Од МВР исто така апелираат до сите граѓани веднаш да пријават доколку забележат било каква нерегуларност за време на гласањето. Од таму исто како и во првиот круг велат дека безбедноста е загарантирана со засиленото присуство на полициски екипи на гласачките места, а исто така, исто како во првиот изборен круг, на дел од гласачките места ќе бидат употребени и дронови со цел да се намали можноста од евентуални инциденти. За крај исто една информација која што добивме од МВР тоа дека гласањето каде што вчера гласаа болни и изнамоштени лица, лицата во старските домови, како и затворениците, поминало во најдобар ред без нерегуларности. Тоа би биле сите информации од овде студио. Ти благодарам, Маја Стојановска известува за активностите на МВР поврзани со изборниот ден.